Лобирањето и дипломатската офанзива, но и фактот дека во Бугарија конечно е избрана политичка влада, се добар сигнал дека ќе се интензивира диалогот Скопје Софија за надминување на проблемот. Според евроамбасадорот Рокас, напорите за изнаоѓање решение посетите на Брисел на Мицкоски, средбите со челниците на ЕУ и барањето начин за деблокада на патот покажуваат дека власта е посветена на европското прашање. Паралелно мора да се работи на усвојување на реформската агенда и европеизирање на институциите. Рокас во однос на посетата на Мицкоски на САД порача дека секоја иницијатива што може да се преземе од другата страна на Атлантикот е повеќе од добредојдена. Се разбира дека тоа е факт, дека имаме нова влада во Република Бугарија, дека видовме од оваа страна дека се пратија честитки за изборот на новата влада во Република Бугарија. Се разбира дека од Европската унија ние го поздравуваме ова. Од другата страна да не заборавиме дека премиерот Мицковски веќе на два пати и го посети Брисел во декември, така да навистина постои интензивни дипломатски напори. Рокас испрати порака и дека сите заедно треба да работат рака под рака, и Европската унија, и државата, и институциите за напредок на Македонија, за промени на подобро и во Македонија и во Западен Балкан генерално. Од големо значење е и граѓанскиот сектор. Овие пораки беа испратени од регионалната работилница Диалог со граѓанското општество за промени на Западен Балкан, организирана од македонскиот и албанскиот совет на амбасадори. Председателот на Советот на Албанија, Генци Муцај, е оптимист дека Македонија наскоро ќе се приклучи на Албанија и оти ќе се најде решение со бугарската страна за одблокирање на евроинтеграциите. Не сме срекни што сте зад нас. Би сакале да бидеме заедно на евроинтегративниот пат. Ние сме европејци. Досега требаше да станеме дел од ЕУ. Не гледам причина зошто вие наскоро не би ни се придружиле, без оглед на одложувањето. Сигурен сум дека ќе се најде решение со бугарската страна. Според поранешниот амбасадор Нано Ружин, проблемот е со Европската унија, која е решена докрај да го истера она на кое се согласивме претходно, промена на уставот. Ние немаме проблем овдека со Бугарија, имаме проблем со Европската унија. Така што прашањето е двајца играчи се ЕУ и нашата држава. Во меѓувреме бугарскиот премиер Росен Желјасков на средба со председателот на Европскиот совет Кошта искажал поддршка за проширувањето на ЕУ, но според принципот на сопствени заслуги. Председателот на Бугарија пак во разговор со специјалниот представник на Европската унија за Западен Балкан изразил надеж дека државниот врв на Македонија наскоро ќе покажал политичка волја за спроведување на европскиот консензус од 2022 година. Ставот на македонската влада е јасен. Уставни измени се можни само со одложено дејство за да се заштитиме од подоцнежни блокади од Бугарија.